Онака моментално, значи, Тесла користат литиумски батерии, най-веки се снабдуват от Panasonic, LG и от Kina, от Kettle. Kettle ги произведала литиум ion фосфейт батериите. Тия са малце по-тежки, ама за това па имат много по-голем век. Да, издръжливост. Издръжливост много по-голема. Тия може да се пунат и да се празнат. И може да тръпат температури. И да тръпат температурни разлики. Каква е иновацията моментално от Тесла со батериите? Они до сега ги користят различни димензии, знаеш. 18... 18-25 нещо, нямам поема. Или 250. 18-65, 26-80, да. Мислам. И сега има 46-80. И таа е како револуционерно нещо у света на батериите, кашо капацитето или ко се вика тоа маса, Watt-hours per килограм. Така. За колко маса, колко енергия носят. Да. И овие некаде има 50%, ако не се лажам. Да, на Battery Day знам дека има и за пунење, дека се со 50% по-добри от останатите, за тежината, капацитето врз тежината исто дека от прилика 50%, дека самиот процес на производство е доста помал, футпринтот на фабриката е много помала. Имаше видео за това. Да, TI-4680. Они го купија Maxwell само заради тоа што он има патент за како се вика тоа на за производство? СУФ, нели, анодата и катодата у самата батерија на СУФ начин да ја користат. Да, ясно. Не се користи тоа со не електролит. Не ми текнува моментот, ама сега ќе го најдам како беше, за да го објасниме на луѓето уствари како функционират овие батерии, зашо се доста по-револуционерни и зашо нели ќе се користат. Dry battery, сега ќе најдам. Tesla. Dry node нещо. Не тоа. Право Maxwell, ми го дава. Dry battery electrode. Да. Сува електрода нещо. Ствари и тука го имаш у самиот процес на правење како со лъжичка нели става дел од тоа. Ама добро, луѓето, тие што се позаинтересирани може да направат сърч на 4680 батериите и да ги разгледат у детали. Мене само не ме е ясно пример зашо не ги правят хексагон. Зашо мора да е кружно. Знам дека нещо има со структурата, издржливоста, температури. Јас сум гледал многу видеа дека ги разглобуват сега нели и батериите и за се. Ама пушти го пример ово видео и јасно ќе ти стане зашо не е друга форма. Гледај моментот е на намотување. Што ќе се десе ако е друго, како ќе го намоташ ти тоа лесно? Да, по-споро ќе треба да мота. Па не само што по-споро ќе биде, сега ќе имаш рабови на тие места, ќе може да се направи проблем. Значи заради тоа највеќе на ќе пука батерици, да. Обично гледај самиот процес колку е полесен, они нели викат како лиминки баш да прават за овој одреден дел од процесите што си гледале си копирале од фабрики што прават лиминки. Да. Ама баш и се име пристапо како стартап, како буквално да се движиме побрзо, да итерираме побрзо, да иновацијата да пошто ако
често викат дека 9 жени не може да родат едно дете за един месец. Да. Ама тук в този случай буквално това го правят. И баш интересно е наказа да се следе да пак гледай, правата итерации, правата кола ще се извадили. Да. Значи батериите ги пракяле у некоја фирма у Тајланд, скари шо правила и уствари таму ги правиле батери пековите, па ги вракяле назад у Америка. Уствари тие работи ми се многу познати, ако брзам некој продукт да надам и по секоја цена, нели, правиш нещо за да го изфрлиш на пазаро, за да видиш пазаро како ќе реагира и после почнуваш да правиш различни промени за да го подобруваш целото. Не значи дека не правиш големи грешки, правиш, ама некош и свесно ги правиш, знаејќи дека после тоа ќе ги средиш. Веќе си вака моментално ќе биде после ќе го оправиме. После ќе го оправиме кој ќе дое ред. Кој ќе дое ред и некош кој ќе заглави. Кој заглави Кој не може више да работи. Кој ќе блокира се, тогај почнуваш да правиш. Добро, ја мислам дека